Мерката против аерозагадувањето што ја презедоа општина Кочани комуналното јавно предпријатие Водовод со третирање на согорување во градската депонија ги дава првите позитивни резултати. Градската депонија прв пат се третира со природни алги на начин што придонесува да се спречи нејзиното палење и согорување. Од препаратот на база на екстракт од 2 вида морски алги досега е употребена 21 цистерна со зафатнина од 7 метри кубни. Со течноста помешана со алги се полнат џебовите во депонијата, горењето моментално престанува, изјави Андреј Киров, директор на комуналното јавно предпријатие Водовод. Постапката, што е позната и се користи во слични ситуации во странство, кај нас се применува од декември минатата година. Надлежните најавуваат дека од природниот препарат, од кој со јавна набавка беа обезбедени 1000 литри, се очекува да се овозможи континуиран третман на градската депонија до крајот на оваа календарска година, а во буџетот на оваа јавна установа ќе се издвојат средства ваквата мерка за спречување на аерозагадувањето да продолжи да се применува и понатаму. Во овој природен значаен акцент во борба против аерозагадувањето се става на обезбедувањето услови за искористување на оризовата слама за потребите на пречистителната станица во Кочани. Со цел да се подобри пристапот на механизацијата, општина Кочани учествува во подобрување на 12 километри полски патишта во Кочанско поле. Заложбите на градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев се во насока на комплексно решавање на земјоделските проблеми и потреби за искоренување на појавата на палењето на страништата, а со тоа и намалување на аерозагадувањето. На крајот на минатата година општина Кочани додели субвенции на 100 домаќинства кои решија да се греат на печки на пелети и инвертер клими. Намената на 1 милион денари од општинскиот буџет за оваа екомерка е една од најголемите меѓу единиците на локалната самоуправа во нашата држава.